Кој е за тебе Господ? Не прашувам како го нарекуваш, туку како го третираш Господ во твојот живот. Често пати ние го третираме Господ како келнер. Извинете Господа, да не треба нешто, се ли е во ред? Не треба нешто, не треба, фала. Супер ни е Господе, супер ни е, фала. Ако треба нешто ќе ве викнам. Добро. Келнер, Господе. Да, повелете? Ако може една нарачка. Господе, ако може земјотресот подитно да престане, за мене здрави, и вие сакате здравје, така? Да, значи 3 здравиња, финансиска стабилност една, така со без зачини. Да, тоа ќе било. Господе, ако може 2 испита да положам у јануарска без шекер. Често пати Господ го третираме како резервна гума и го бараме само кога ќе ни се дупне гумата во животот, кога ќе имаме некоја несреќа или некоја трагедија. Дали вие би сакале да се дружите со некој пријател кој ве бара само кога ќе има потреба или некаква корис од вас? Епа ни Господ не сака такви. Ако сакаме да имаме вистинска полза од нашата вера, треба да го третираме Господ како волан кој управува со нашите животи. Залудно ќе се фалиме дека го имаме Господ во нашето срце, ако ние си тераме по свое. И што е најжално, кога ќе ни се случи некоја несреќа, одма го кривиме Господ. Каде беше Господе? Зошто дозволи ова да се случи? Па ти го имаше ставено во гепекот, а твоите раце беа на воланот. Да беа Божите раце, може би немаше да западнеш во таа неволја. Што значи тоа Господ да биде волан во твојот живот? Прво, тоа значи да му ја предадеш контролата на твојот живот. Да веруваш во неговата GPS мапа и насоки. Да ги следиш неговите упатства, насоки и заповеди и да веруваш дека тие се за твое добро. А како би ги знал неговите упатства и насоки и заповеди ако не го читаш Светото Писмо? Направи промена. Читај го Светото Писмо. Стави си во твојот распоред, во дневен, неделен распоред, време кога ќе го читаш Светото Писмо и ќе се молиш. Ако ти треба сапорт група за тоа, ние Бујрум веќе направивме 2 TikTok групи каде што секоја недела се собираме на Zoom онлайн и си го проучуваме Евангелието по Јован. Повери, ќе направиме и 3-та и 4-та група ако треба. Направи промена во твојот живот, пред да биде предоцна.